Протестите против отворање на рудникот Иловица Штука се интензивираат. Глас за здрава животна средина, глас против отворање на рудникот на смртта. Беа дел од паролите кои можеа да се слушнат и видат на последниот протест на кој присуствуваа и многу млади. Овој видеоподкаст на Республика го посветуваме на проблемите со кои се соочуваат жителите на Новосело и Босилово. Гости во студиото се господинот Костадин Ристоманов од невладината организација Здрава Котлина и Еко Долина и Маја Морачанин, председателка на ДОМ. Во студиото беа поканети и представници на Euromax Resources, компанијата која што има концесија да работи со рудникот, но од оваа компанија не изјавија дека нивни представници не може да бидат присутни во студиото затоа што не се во Македонија. Почнуваме со дебатата. Господине Ристоманов, добар ден, добро дојдовте во нашето студио. На последниот протест рековте дека нема да дозволите отворање на рудникот и порачасте стоп за профитерството. Од компанијата Euromax по вашиот протест стигна соопштение дека ширите лажни вести. Врз основа на кои анализи и податоци ги базирате вашите тврдења дека рудникот ќе ја загрозува, експлоатацијата на рудникот ќе ја загрозува животната средина? Например, благодарам за можноста да се и ние искажеме вака преку вашиот медиум. И неколку објаснување на почетокот. Значи, овој последниот марш против рудникот Иловица во Босилово, што се случи, беше во организација на едно невладино здружение Младите од Иловица и Штука, кои што ние соработуваме со нив, им дадовме било каква морална, физичка поддршка и така натаму, но како што видовте таму, ние нити истапивме со наши говори, туку само нашето присуство беше таму и тоа е во нивна целосна организација, што значи дека уште во старт, еве ќе ги демантирам нашите противници кои што велат дека неколку мина, да не кажем откачени активисти, го бунтуваат народот. Мислам дека веќе ја заострувате вербалната реторика меѓу вас и Euromax, еве тие лажни вести, вие велете еве нас не обвинуваат дека ние шириме лаги, дека податоците што ги кажуваме не се вистините. Да. Тогаш јас поставам прашање, едно реторичко прашање, ако нивните податоци во студиите во кои што ни се достапни, ако не се вистините, тогаш и нашите кажувања се невистините. Значи рековте дека се повикувате на нивни елаборати, да. Што покажуваат податоците во овие елаборати? Како значи ќе биде влијанието врз животната средина? Ајде да почнеме овде во Скопје имаше пред извесен период и се уште трае таа акција за спас на водно за неколку, да кажем, декари шума дабо кои што совесните граѓани на Скопје се побунија, сака да ја спасат. Замислите, ние таму треба да дозволиме да се уништи 7000 декари или 700 хектари шума во првиот период. Дабова шума кој што треба 200-300 години да израсте и ние да дозволиме само 700 хектара шума по зборовите на представникот на Euromax, кој на заедничка вака една емисија ги соопшти. Тие се нејзини податоци, не служам јас и постојат видеоснимки кај што тоа го обелоденува. Иначе нивната концесија зафаќа простор од 1340 хектари, што тоа е огромно подрачје кој што замислите сега да тоа да биде пустош. Значи не постои зеленил, не постои шума, ќе биде разорана земја. Значи тоа е кратер кој што таму ќе се работи. Значи тоа е доволно загадување. 50 тони експлозив неделно да се користи ќе предизвика прашина, вибрации, така да во нивните студии пишува дека за урок за 15 години струмичкото поле ќе биде покриено со 10 сантиметри концентрацијата на прашина кој е изнесува 10 сантиметри на квадрат метар на целата струмичка плодна почва. Се замислите вие кој ќе одгледува домати на 10 сантиметри таква отровна прашина кој што ќе со експлозиите и со сите други нивни активности ќе се случи.
Во нивните студии пишува дека 30% од водите ќе бидат загадени. Што значи тоа 30%? Ние ќе пиеме од тие 70, како ќе знаеме кои се тие 30, кои се 70? Имам уште многу аргументи. Да ја вклучиме и господја Морачани, значи неудамна собранието усвои закон за минерални суровини, сулфурот и цијанидот да не бидат веќе присутни при рударските процеси, но зошто сега еве ниту тоа не е доволно за да се убеди населението дека експлоатацијата на рудата во Македонија е безбедна за животната средина? И во целиот овој период, веќе подолго од 2 години како што трае борбата против овие рудници, од самиот момент кога практично во јавноста беше обеледено дека толку голем број на концесии тогаш за геолошки истражувања се дадени и тие можат имаше некаде околу 80 од кои не се сите за металични, има и за неметалични суровини, мислам дека 18 за геолошки истражувања. Да, тоа се детални геолошки истражувања со кои што само се врши истражување, но после тоа таква е процедурата, тие можат доколку им е во интерес на инвеститорот да побара и концесија за експлоатација. И кога бевме соочени значи со вакви податоци и бидејќи намерите беа главно дека она што беше објаснување дека ќе се користат цијаниди и сулфурна киселина, тоа се сите рудници би биле евентуално нели од отворен коп со процеси на флотација и лужење во кои што се користат цијаниди и сулфурна киселина, тогаш значи ние предложивме со Поповска измени и дополнување на законот за минерални суровини. И со тоа беше една долга процедура од 1 година во собранието, подложеше на многу и јавни дебати и во јавноста и во собранието јавна расправа, имаше и амандмани, значи самото рударско лоби исто така имаше свој барања и на крајот она што се донесе како решение во законот е дека практично со сегашната веќе важечка законска регулатива е забрането отварање на нови рудници од отворен коп со процеси на флотација и лужење со цијаниди и сулфурна киселина, но исто така она што е важно е дека при поднесување на барање за концесија за експлоатација мора да се наведе техничко-технолошкиот елаборат, да се наведат сите процеси, значи на кој начин тоа ќе се случува таа експлоатација. Исто така се зголеми и бројот на денови за кои треба институциите да ги дадат одобренијата за да имаат подолго време да можат да ги разгледаат сите овие документи, а и јавноста да биде транспарентно информирана. Од компанијата коректно е нели да го спомнеме нивниот став, Евромак значи вела дека тие ќе го отстранат цијанидот од процесот за обработка на рудата и дека примарен производ на проектот Иловица штука сега ќе биде бакарот. Односно, флотацијата, физички процес преку кој ќе се произведува бакарен концентрат и ќе биде транспортиран во топилницата во Бугарија. Значи, дека... тоа е некоја промена која тие најавија, почетно не беше тој процесот кој што се предвидуваше, сега го смениле и јас не можам во наивно име се разбира да зборувам како мислат они да експлоатираат и што им е процедурата и постапката, дали ќе носат во Бугарија или така натаму, но она што е важно за нас како дом, како зелена партија, ние не сакаме загадувачки индустрии. Тоа не се однесува само на рударството. Ние за тоа имавме за целата оваа борба и поддршката од европските зелени. Многу конференции, дебати, трибини, на сите протести сме учествували. И точно и она што Ристоманов го говореше. Југоистокот е земјоделски регион и таму треба луѓето и се занимаваат и треба да продолжат да се занимаваат со земјоделие и со туризам, еколошки туризам, рурален туризам. Тоа се чисти индустријеве, да кажам, чисти стопански дејности, кои што се вообичаени за тој регион и кој што е географски и климатски погоден за такво нешто. Но неизводливо, некомпатибилно е да имате паралелно во земјоделскиот регион и рудници. Значи, едноставно тие дејности не се компатибилни. Немаме, значи, уште многу време. Неколку прашања и блиц одговори. Сте имале вие досега неколку средби со Евромак, сте се обиделе со нив да најдете решение за овој проблем? Ние немаше нив со да преговараме, нив се истечене концесијата, очекуваме органите на управување, судовите, државата, владата, министерствата да си постапат по законот и немаше ние да разговараме со нив. Ние бевме доволно само да ги алармираме граѓаните за каква опасност станува збор,
граѓаните се пробудија. Мислам дека и последниот настан во Босилово докажа дека таму со жив зид, како што рекоа младите, ќе ги штитат своите домови и нема по никоја цена да дозволим. Кои се вашите идни чекори? Па ние ќе продолжиме. Не отстапувате, значи вие. Па видите, ние објавивме кривични пријави, не адресирани до секој оној кој што ќе потпише на врз база на истечените рокови, ќе потпише дозвола за работа. Мислам, тоа е нонсенс. И премиерот е свесен, и министерството е свесно за сите тие невозможности кои што они ги барат. Нивните оправдување зошто не успеале да ги смогнат да ги соберат сите потребни документи, оправданието не држи, бидејќи наведуваат нефункционалност на државата, нон-стоп избори, сме имали привремена влада и така натаму, но у такви нефункционални услови државни, они успеале во 2016 на 28 јануари да добијат втора концесија. Значи, абсурдна е и оправданието. Они си имат своји внатрешни проблеми, нека си ги Вие ќе решат. продолжите со протести со... Ние ќе продолжиме додека не ги тераме не само Евромакс, и сите други белосветски фирми. Господјо Морачанин, дел сте од владината коалиција. Кој е ставот? Сте имале разговори, предпоставувам, со премиерот, со владени министри, министерот за економија. Кој е ставот на владата за рудникот Иловица? Она што е важно е дека во Министерството за животна средина и просторно планирање тука е постапката и тоа е она што е моменталната состојба, значи од институционална гледна точка. И таа студија за оценка за влијание врз животната средина нема добиено решение, значи нема одобрение практично од надлежното министерство за такво нешто и тој рудник не може да добие без оценка за влијание на животна средина, а интегрирана еколошка дозвола за да може да функционира. Така што рудникот Иловица нема дозвола за работа. И тоа е состојбата што е. Така што јас очекувам дека секој што е сериозен во проценка и што е одговорен и ја познава работата професионално, не може да даде позитивно мислење за оценка на влијание на животна средина на вакво нешто каде е евидентно дека е против заштитата на животната средина. Ако ми дозволите да дополнам нешто што го спомнавте, значи, сакам да проверите ова лично вие, ако може да ни дадете информација нас и на широката јавност, дали тие ја имат променето тој дел во таа студија, кај што го замениле делот дека нема да користат цианиди и сулфурна киселина. Според моите информации бидејќи таа една студија се изработува, тоа е долг процес, и тоа што они сега зборат дека се откажале, тоа е само маркетиншки трик. 2 пати, 3 пати. Вие не верувате дека они се откажале од да го користат цианидот во рударските процеси? Не верувам, туку знам, затоа што 2-3 пати имавме средба отворена, дури и на последната средба во Струмица, кај што беше и Министерството со владата, и премиерот, и представниците на Евромакс. Јас 3 пати прашав дали до владата и до Министерството имат доставено нов елаборат во кој што е опишан новиот процес со новата технологија. 3 пати прашав, 3 пати не добив одговор, затоа што се знае дека немат. Тоа е процес. Според моите информации нема такво барање на писмено, ова е усно нешто објаснување. Не може после истечениот рок вие сега да доставувате. Не може, затоа и самиот старата, во кој што пишува со цианиди, со сулфурник, со сите тие работи. Затоа и важен законот да се вратам на ова, затоа што точно мора да се наведе елаборат техничко-технолошки, која е постапката, што ќе се користи, така што не може веќе на барање така едноставно да се добие
дозвола за ваков тип на стварно сериозна индустрија која што има и не само тука, секаде во светот, значи се тоа стандарди високи затоа што е тоа се работи за загадувачка индустрија. Исто како што и за други загадувачки индустрии, стандардите се повисоки и повисоки со цел затоа што се види дека е тоа штетно по животната средина и здравјето и се води сметка за тоа и во законската регулатива и во имплементирањето што е уште поважно на 15 законите. минути имавме за овој разговор, помина. Ви благодарам, господја Морачанин, господин Ристоманов, ви благодарам што бевте гости во нашето студио. Се надевам дека ќе имаме и друг пат прилика да разговараме на оваа тема. Гледавте Рез Публика видео подкаст.